Беше тоа на 2 јули 1839 година, кога познатиот светски ботаничар Август Гризебах на падините на Пелистер ја открил моликата. Ја класифицирал како специфичен растителен вид, карактеристичен за Балканот, најкомпактно застапен на Пелистер. Беше тоа на 2 јули 1887 кога свештеникот Спасе Игуменов од Прилеп со неговите приврзаници во името на 1200 семејства потпишале изјава со следната содржина. Ние, долу потпишаните од градот Прилеп, поданици на неговото императорство и величество, августејшиот султан Абдул Хамид II, сакаме да имаме македонско народно училиште, бидејќи ние не сме родом бугари, затоа што не познаваме ни бугарска црковна општина и нивни училишта. За религиозна заштита го познаваме папата, но без измена на догмите на православната црква. Изјавата со потписи на 26 угледни граѓани на Прилеп, каде што прво потпишан бил свештеникот Спасе Игуменов, била потврдена и со 2 печата од местните првенци и упатена до врховната власт во државата. Прифаќањето на унијата било само декларативно. Тоа било начин да се заштити самостојниот духовен и општествен живот на граѓаните од посегањата на бугарската екзархија и грчката патриаршија, но и европска заштита пред османлиската власт. Во контекст на ова било и барањето за основање нова независна општина во градот Прилеп под името Македонско православно општество. На 2 јули 1876 година е роден Тодор Паница, деец во македонското национално револуционерно движење. Во раните младежки години тој се вклучил во движењето, учесник бил во Илинденското востание, соработувал со Јане Сандански, по чија наредба ги извршил убиствата на Гарванов и Сарафов. Бил учесник во Балканските и Првата светска војна, а учествувал и во изработката на познатиот Мајски манифест. Бил соработник на НКВД. Бил убиен од Карничова во Виенскиот бургтеатар во 1925-та. На 2 јули 1911 година е роден Михаил Д. Петрушевски, македонски академик, филолог, еден од основачите на Филозофскиот факултет во Скопје, на кој бил вонреден и редовен професор и прв декан, а подоцна и ректор на Скопскиот универзитет. Објавил над 200 научни трудови од областа на класичната филологија. За македонската култура од особено значење е неговата преведувачка дејност на Илијадата од Хомер, Скендербеј и Сердарот од Григор Прличев и други дела. Умрел во Скопје на 27 февруари 1990 година. На 2 јули 1949 година починал Ѓорги Димитров, политичар од Бугарија со потекло од Македонија, роден во селото Ковачица кај Перник, раководител на Бугарската комунистичка партија и на Коминтерната, како и премиер на Народна република Бугарија од 1946-та. На 2 јули 1974 во Скопје почина Димитар Арсов, македонски академик, лекар интернист, еден од основачите на клиниката за внатрешни болести во Скопје. Тој дал особен стручен и научен придонес во областа на ревматологијата. Роден бил во Крива Паланка на 28 ноември 1908. На 2 јули 1994 година во Скопје умре Љубен Ташковски, македонски поет. Неговата прва книга поезија Катерина е објавена во 1958. Други познати дела му се Илинден, Калинка, од Скопје до Чикаго, од Њујорк до Сантијаго и други. Роден е во Струмица во јануари 1931.